Така, утре ние имаме еден добар свечен радосен ден во Мокриево, тоа се странчинарски игри. Меѓутоа, ние започнуваме уште од вечерва. Имаме малски огнови, во Мокриево се палат 3 малски огнови. Значи, секоја мала си има по еден оган. Тие огнови се од големо значење, че ги тераме злите духови и така, останало од многу одамна, па денеска ние тоа го негуваме. По-конкретно сакам да кажам за утрешниот ден, Сурва. Значи, тоа е убав ден, како што реков, за Мокриево. Тука има една убава легенда за Мокриево со таа Сурва. Значи, ние така имаме доста наши луѓе што се маскираат, а имаме и доста гости од Бугарија, Прилеп, Битола, Берово и таки наши групи од општина Ново село, а и Струмица. Значи, тој ден е значаен ден, имаме многу ритуали, на тој ден се случуваат во Мокриево. Имаме сабајле ритуал со поделба на селото за собирање на мирници, од кои санчинарите после прават еден заеднички ручек и тој ручек го делиме на цело село заедно со мештаните од селото. Значи, таа поделба. Имаме втор ритуал, кој е исто значаен. Имаме ракија која пренесуваме преку звонците за деца со говорна мана. Значи, има верба во тоа, имаме и успеси во тоа. Тоа се прави секоја година и така продолжуваме со традицијата. Значи, исто така за оваа година спремни сме, имаме многу здрава екипа. Јас сум многу горд на тоа, имам многу подмладок кој активен веќе со нас за добра соработка и мислам че успееме во тоа. Значи, за утре имаме 100 килограми колбаси, имаме 100 килограми качамак, а имаме и еден казан топла ракија. Сите сте добро дојдени, кој сака да го посети Мокриево и да ги види нашите обичаи во Мокриево, добро дојдени сте сите. Поздрав од Мокриево до цела Македонија и диаспората. Спасов, вечерва рековте на 3 места во Мокриево ќе бидат запалени огновите. Во кои мали што се прави на овие огнови за да може веќе од утре, нели, оние сурвари да одат од дом на дом? Така, значи, тие огнови, како што реков, се прават во 3 мали. Секоја мала си има значење на огнот, секоја мала се собира, тука си имаат, се дели лепче со паричка за испрќај на стара нова. Значи, тие се трите огнови, исти се обичаите на трите огнови. Од тие трите огнови, сите сурвари кои се вечерта маскирани, го започнуваат утрешниот ден за сурва. Рековте дека имате обичаи и традиции на странчинарските игри, меѓу другото и делите топла ракија, односно ракија од звонци. Ритуал за лице кои што тешко говорат, колку што ве разбрав. Да. Ке може ли малку подетално? Па така, значи има верба во тоа. Ние таа ракија преточуваме во звонци кои се постари повеќе од 5 векови, така како што веќе имам јас информации за тоа. Значи, од таа ракија даваме на дечичка кои пелтечат малци или говорна мана. Имаме доста позитивни успеси од тоа и настојуваме да го тоа правиме и понатаму. Рековте 100 килограми колбаси домашни, пред се 100 килограми качамак. Ова се намирници од самото село, ако не се лажам? Значи така, тоа беше едно време кога собираа сите маскирани луѓе сурвари и тука од цела таа просија, се вика просија, се правеше тој качамак и таа. Сега сме малце во помодерна фаза прераснати и така да имаме спонзорство имаме општина Ново село, значи мештаните, наши фирми, исто Струмица кои имаме доста луѓе Струмица кои не спонзорираат и така да ќе биде успешно. Ке има ли интерес ке младите да ја продолжат таа традиција? Ова е традиција, рековме, со векови во подбеласичкото Мокриево. Каков е интересот кај младите и одзивот на младите да бидат дел од странчинарските игри? Значи така, реков јас пред малце, веќе имаме многу добра екипа, млада екипа и тука сум горд на тоа што јас сум еден од формирачите на тоа здружение на странчинар кој почна од 2006 година. Еве, ова година правиме 20 години јубилеј, значи како постоиме 20 години. Таа модерна фаза прерасна со заслуга на Добрила Достинова од Струмица, морам да ја напоменам, таа има голема важност за Мокриево и ако има шанса да го слушне мојот разговор тука, е поканета да не биде гостинка утре во Мокриево.